Спасен видот на 13-годишно момче со трансплантација на рожница. Лекарите од клиниката за очни болести информираат за успешно пресадени уште 15 ткива. Сите пациенти се на возраст од 13 до 80 години. Интервенциите се реализирани со подршка од Националната координаторка за трансплантација Билјана Кузмановска, како и американски медицински тим од Дюк Универзити. Ова според офталмолозите е значаен чекор за развој на очната хирургија во земјава и подобрување на квалитетот на животот кај пациентите. Овие процедури, ќе напоменам, за прв пат се изведуваат во нашата земја и на клиниката за очни болести, а генерално и делумно само во регионот. Останатите 10 хируршки интервенции беа изведени по методата пенетрантна кератопластика и најмладиот пациент кај кој што беше извршена ваков тип на интервенција е момче на 13 годишна возраст. Сакам да потенцирам важноста на трансплантационата медицина, значи трансплантацијата покрај тоа што спасува животи, гледаме дека и го подобрува квалитетот на живот. Имаме пациенти кои што биле слепи, а сега ги излекуваме од слепило. Меѓутоа, сето тоа е благодарејќи на донирани ткива. За да се зголеми свесноста на органодарителството, ќе се менува Законот за трансплантација на органи, најави Министерот за здравство. Измените на законот се очекуваат да поминат низ собраниска процедура кон средината на април. Ние како Министерство за здравство работиме на измена на законот за донорство, кај што ќе може секој граѓанин додека е жив да може да се произнесе за да може да се донираат дел од органите на нашите граѓани. Трансплантациите имат трансформативна моќ и за пациентите и за семејството и околината и ние даваме целосна поддршка. Колку и да има потребно трансплантации да се направат со домашни ресурси кога ќе се создадат услови. Во Македонија се уште има многу мал број на луѓе кои се одлучуваат да донираат органи, алармираат надлежните. Иако свеста полека расте, бројките покажуваат дека семејствата често ја стопираат оваа одлука. Минатата година 13 пациенти биле подготвени да станат донори на органи, но на крајот само 3 навистина донирале. Кај останатите 10 случаи семејствата не дале согласност.